Road Machine Lovers, јас сум JJ. Јас сум Филип. И добредојавте во третата епизода од серијалот Ентузијасти на каналот Road Machines, вашиот верен пријател за се што е поврзано со автомобили. Денеска со Филип ќе позборуваме за тоа како се станува славен на YouTube, исто така и на TikTok и на сите други социјални мрежи. Ајде да почнеме. Кажи ми како почна да ставаш видео на YouTube, зошто? 2012 со моите другари байкери решивме да креираме мемории за кога ќе остареме како сега што сме више стари од 30 години, да можеме да си гледаме видеата назад и да видиме што сме направиле. И немаше никаква иницијатива за монетизација, немаше никаква мотивација едноставно за такво нешто, за правење пари, едноставно креираш мемории за после кога ќе подостариш да се вратиш у времето. Иначе ја имам правено Toys Reviews, 15 години имав, значи тоа било 2005 тогаш YouTube од кога искочил и никад немав храброст да ги аплодирам тие видеа. Значи ја уште YouTube уште го имав чепкано 2005 или 2006. Моите само што ставија интернет дома, тогаш 2005 се ставаш интернет дома. Кабловски препоставили? Имаме пријател на Телеком, ни пушти кабел за интернет, 2 гига мислам месечно беше. Така беше. 2 гига месечно или 3 гига, 3 отпосле мислам го направил, ама првично беше 2 гига месечно. И од тогаш ја на YouTube се мислам имам уште снимките, можам да ги најдам, ревјуа како правам. Може треба да ги ставиш. Да. Сега со синти може треба да почнеш да правиш да го победиш. подпорасне малце и ќе го Тоа се многу атрактивни работи сега моментално, особено Америка, има деца што имаат многу јаки views, сам ми брати пари од све тоа озбилно. Моето дете мислам дека поише англиски ќе збори него македонски. Верувам. Така натаму е Ние трната. англиски дома му збориме. За жал или за среќа натаму е трната работата. Патриотиве малце ќе ги Ќе ги сецнеме, ама сега тоа е. Мислам, види, ние сме патриоти доволно што сме останати тука, пошто многу луѓе одлетаа, да речеме пола држава млади као нас се заминати, сега да не натераме натаму работата. Тоа вчера приметив, да се вратам назад на приказната, дека ти си јутубер пред времето. Значи ја ти ги гледав едитите како ги имаш правено и можам да замислам на каква опрема си го правил тоа. Порано да имаш камера беше лудница, особено добра камера, плюс да имаш каде да едитираш, па да најдеш софтвер, па да го изучиш софтверот на YouTube и не беа толку достапни. Добро, 2014-2015 веќе може и имаше за едитирање, зборам, видеа за помош, туторијали. Значи ги изгледав некои видеа, се гледа дека стварно имаш нюх што викаат за таква работа. И дури си викам моје видеа се смешки успоредно со тие што се правени пред 12 години. Порано се собиравме и заедно едитиравме. Sony Vegas Pro-то, уште го памтам, како го памтам не знам. Тој беше програмот што го користевме на почетокот. И така, сечеш транзиции, има самиот програм, тураш транзиции, тураш музика, видеа на кршва кога ги гледам ми се тресат раце. Тоа све сме ставале, не е битно е морало стабилизатори глупости. Ти имаш views многу, мислам, не знам колку имаш, по 20.000 views мислам. Немам на тие многу. Имам на едно видео 10.000 прегледи од тога од времето. Немам, овие поише беа видеа снимани за спомени, не за да ти кажам, не знам дали има 10.000 views може од 2014, мислам дека не. Да, едното видео напред 10.000 views на fails имаме. Да, нешто funny fails со BMX-и беше. Имавте и со англиски ставано титлови. Да, еден другар нешто вози напредно тркало и таман да го сними том кога прави дешавката, ти снимаш у некоја кола, некоја жена. Да. Се скинав од смење вчера го гледав. Да, имаше. Тоа се потсетам, ама знам имаше нешто така слично. Вчера го гледав. Што почнаш да ставаш на YouTube после тоа? После тоа аплицирам за крстаречки бродови, пробувам со тоа да се запознам јас самиот себе, зашто ново е нешто. Тргнувам на брод. Мислам дека пред да тргнам на брод не снимам ништо. Снимам отпосле на вториот договор. Мислам првиот не снимав и после снимам нешто видео ако работиш на брод, што ти треба ко опрема, што да спакуваш, што ти е најбитно. Да. Имаше ли views за собите, гледав дека имаше. Да, имаме ревју за собите. Па ковидот ме фати еден договор таму, па нешто документирав како е да си до ковидот, дошли на брод, како е таму. Во Сиднеј бев тој период во Австралија. Вчера морам да кажам, извини, жена ми се изнасмеа. На едно од видеата покажуваш соба на гостинска соба и устари покажуваш дека има тераса. И ја не знам дека има тераси и жена ми вика како може да нема тераса, што ќе правиш, вика таму месец дена, вика нема седиш у соба затворен. Па не, крстарењата обично најдолгите се 14 дена, а тие што се по месец дена се обично ние транзит крузови. Тие се посебни крстарења. Јас ги работев оние кратките, да, максимум 14 дена. Тама видов таму што се проаѓа, тоа е once in a lifetime, може би шанса да видиш. Скоро цела Америка е прошетав од двете страни, и East и West Coast. Австралија бев во Нов Зеланд, бев до Сиднеј, нешто прошетав тука. Имаш опција пример да се симнеш да излезеш да прочиташ и ти или едностоп тур? Да, имаш им секако тоа ти е ко фри тајмот. Па тоа е најголемиот. Ствари за тоа живееш, за тоа си отиден до таму. Парите горе доле не се не толку битни, повеќе да го прошеташ и да го искусиш тоа никад уживо. Мислам никад, многу се мали шансите да можеш
на Хаваите да отидеш или на Карибите да отидеш да Не, пливаш со може и ќе келпи. отидеш, ама нема отидеш на сите места у И лайфтајм. ќе отидеш, ама ќе те кошта $4,000, Да, пример, и може треба и да више. работиш пола година за како Више што ни може. се плативе нас, Да. да отидеш на едно уживање годишно да работиш 6 месеци или 7 месеци да не јадеш на работа и да мачкаш баштета или да и Ali мислам дека добро си го направил тоа и у добра возраст си го направил, кога си онака послободен и можеш да... најубавите години бев. Мислам се ми се погоди кој што требаше до негде. Имаше ли успех со тие видеа или? Пошто тебе во принцип сите видеа ти се на англиски, имаш поголема... Имав едно видео што ми направи 4000 прегледи, значи long form видео за 24 сат. И менеджмент го виде. Мислам не зборев ја ништо лошо, зборев само ова беше почетоците. Фактички локдаун, ја ќе снимам видео. И сам малце бродската компанија малце се обградува да нема инсайт информации надвор. Се обградуваат и јас си искочив на палоба, си сними видео како е шо е. Не беше ништо посебно кажано видеото, кажав дека сме окей, дека не е ништо посебно, ништо не се дешава. И менеджментот, мојот менаџер Тотуше ја бев крив, го платив кај нас у чат да виде што сум снимил. И буквално сабајлето се разбудив, имав 4000 прегледи за една ноќ фактички од Стари, сабајлето. сите у корпорација го имаат гледано. Менаџеров мај го има видено и он фактички прво да се обгради од негова страна, избриши го, иначе треба по HR и по глупости. И го тргнав, а иначе ја мислам да го оставив тоа видео многу вјуски направиш. Ти кажем. Опа. Чекај. Еден скршен спойлер подоцна. Малце пукнат. Страшно. Иако на крај го бришеш тоа видео, после тоа претпоставам ти се крши меракот за више за снимање такви видеа и тераш на следна ствар. Така да, снимав општо како е да живееш на брод дуре короната, ама тие нема нешто многу вјуз, зашто многу касно ги пуштив тие. Не беа како одма после тоа, касно ги пуштив многу и после не беа актуелни. Па не се актуелни, више не може да земат рич. И колку време си со бродовиот? 4 договора, 6 месеци одиш, се враќаш, пак 6 месеци одиш, се враќаш. Практично 4 години. Да, третиот договор ми беше краток ради короната, само што дојдов почна. Отидов у февруари, у март почна. Ми исплатија све. Да, добро, нема врска, тоа е топ. Седев таму 2 месеци, јадев и пиев и гледав филмови. Сето тоа го правиш претпоставам за да си го филаш, односно да можеш да си купиш некој добар автомобил. Работиш на брод ради да не работиш за 20.000 тука кај нас. Тоа е големата причина. Се слагам, ама на крај тие 6 месеци што ги трошиш таму, сакаш некако да ги извадиш. Па добре, не секад купуваш нешто кеш само одма купа да ги фрлиш парите, тука и поживуваш малце тука со тие пари. Да. Зашто фактички ако земеш минимум на брод $1,200, то ти се 20.000, колку се тоа $1,200, 80.000 денари. То ти се колку 4 македонски плати месечно. Да. Ти треба за една плата што работиш ваму, тоа е најминималното. Пистачите земаат $2,000. Значи најминималното пак ти брка работа тука многу повеќе. многу повеќе него таму. И баш како тие 20.000 ти треба да платиш јадење, треба да платиш гориво со колата ваму, све ти е јадење платено и работата ти е одма тука. Практично пари ти остануваат за тебе. Да, све ти останува, да. Ама купуваш апарати, купуваш опрема, купуваш, да. Лаптоп си купи, фола си купи. Која беше првата кола што ја купи? Што си возел Да, уствари? првата кола беше Хондата плава. ЕК Civic, еден 4 клинаш. Клинаш, 800 денари пуна боца. до Охриди назад. До Охриди назад, буквално. Не трошеше ич, беше спуштена до земја, озвучење цела гебек. Имаш доста видеа со неј за видов? Да, Цев Калспук. Тоа беше поздрав до Белич. Белич ја имаше направено. Имав ја во ходнат еднаш седнато и тоаш ми се желбата ми се оствари кон нејзе и дорбев на брод, чекав да заврши договорот да идам да ја купам. Ја купив одма, само што се вратив од брод, ја купив одма. Ја гледаше на реклама 5? Не, ја нема нигде објавено. Другар што се дружев, негова беше. Што состојба беше која зема? Супер состојба. Префарбана беше некоја боја или? Не, исто беше скрос. Таа плавата е Таа од него? плавата, да. Ти беше колата средана, никаков проблем, ништо. 2 години ја утапав од возење секој ден. Колку километри имаше во минута на неза? 300.000 пишуваше. Ама може враќам, Нема може и веза, мењан таа. моторот. Не, бе, тоа сигурно пола милион ко ништо. Луѓето што правам мове генерално првата кола има со вратена километража и мојата Да. беше со вратена километража, отпосле дознавме, Да. ама нема врска. Са тие коли тогаш со тие генерации тереа многу поише отколку нови сега да ја земеш за вратена. Беше pain in the ass за возење, Затоа што зашто спуштена. спуштена, да, мораш да пазиш секое дупче, секое. Не можеш на тротоар да се качиш, ако мораш да се качиш, не можеш.
знаеш. Да, ма видов дека се биле на многу собери со нејза. Да, многу собери со нејза поминав да. Што се случи со нејза? Имав мини собрекејка, ја чукнав напред, свитка челниот лим и браникот пукна све, ама кога ја чукнав тогаш и нешто се помести, може мислам дека моторот малце беше малце свиткан, ама не се она. И од кога ја чукнав, напредно, друго расипи се, напредно, друго. А пред тоа 2 години никаков проблем. Гориво, редовен сервис и сменив каиши, тоа ребра стандард. Големиот сервис го направив. Тропаше целата напред, она беше растропана на тие како се вика чаури маури. И сменив ја направив, пушка напред беше тврда, она баш топ беше, за дори самата кола се поткрена на вака маце. Последно мењач ми скрши, оклоп на пењач и идев за Америка, кога за пак требаше на Америка да се враќам. И више до тука ми дојде, зашто тогаш исто земав 20.000 плата, земи 20.000, фрли го колата, земи 20.000, фрли го колата. Више ми дојде до тука, имаш еден механичар, ќе дојдам, ќе земам, дојде ја зема, ајде. Мирна глава, вика пак 6 месеци ќе скапува тука. Да, греото е да. Со таа живее уште колата или уште живее, да. Мислам дека пак ја чукна уште неколку пати. Таа не умира кола. Значи добра прва кола. Па ја видов пред некое време, ја воза некака и Мавровка. Истата боја или? Истата, скоро цела иста. Не е ништо сменето. Некои стикери гледам и стават, па ги вадат, па ги стават, па ги вадат. Како што менја газда, менја стикери кола. Добро, тие стикерите беа доста хит едно време. Да, па мене крилото ми беше стикер бомб залепено. Видов на видео. Да, тоа беше доста. Тој беше период кога сакав да почнам да лепам коли, ама некако ја изгубив желбата за лепење коли. Да, треба. Самиот материјал е многу скап. Па и трпение треба. Пазар, не, па и пазар нема кај нас, затоа треба ептен, тегни турка и да се цинкаш. И решаваш да продолжиш пак со видео. Видеата никад не ги прекинувам. Што почнаш да снимаш кога се враќаш, кога вајле престануваш Престанувам, да, со продови, зашто јас секад колите ми беа, а кога си на брод 6 месеци чекаш да влезеш у кола да се повозиш. А таму си цело време на вода и едно. Тоа ти е кога ти е 6 месеци земја на возачка цело. Да, дури забораваш да возиш. Почнав коли, собери коли со луѓе, ќе искочев посамно, ќе снимивме нека кола, S2000-арката жолта. Жолтата, да. Маздата Нико, ЕПЦ, роден денот го славеа, снимавме видео таму. Видов дека имаш снимано собери и исто едитите многу ми се свијаат. Имаш некои кадри што се гледа дека си се помачи да ги направиш. Да. Криво ми е што на пример нашата сцена не прати толку многу таков труд. Нема прегледи. Нема. Или ќе ги има прегледи тие што присуствувале на самиот настан. Да, тие 2000 прегледи толку. Да, ама сега на пример гледам дека сега пребрам некоја споредба со видеа рилови јас што ги снимам на Facebook, за на Instagram и на TikTok. TikTok долго време ми правеше многу малку views и после одеднашка сега предпоследно видео со E30-ката BMW-то. Црното тоа пак рипна на 20-30 вјуз, може има и не знам колку има сега моментално. А TikTok е малце непредвидлив. Да, непредвидлив. Летоска имав минатото лето кога го снимав Кадилакот, тој стариот Кадилак од Битола, тој направи 140.000 вјуз, што ми е многу драго. За нашето подрачје, ако не си српско-хрватски, е тешко стварно да добиеш вјуз. Имаме што да понудиме. Сега нормално, мислам, некои се фаќаат, на пример има некојаш коментари ги гледам што ми пишуваат за одредени возила што се реставрирани, па не се реставрирани идеално, значи може има некој други тип на седиште и овона. Треба да исто тие луѓе така, мислам, треба да земат во обзир дека тие коли што се реставрирани, пример, не знам, од 42 година или од 50 година, дека тие коли прво биле на раце се броеле во Македонија. Второ поминале милиони километри тука или кој знае колку собственици и воопшто треба да сме среќни што се уште возат. Постојат уште. Па не дали што доаѓаат на собери, не се гаражи. Доаѓаат на собери. Што се регистрирани, доаѓаат на собери. Што прават чест, пошто некој направи толку многу труд, тие коли веројатно е многу тешко да се најде дел за нив. Ако се расипа по пат, стварно треба да си механичар за да ја направиш. И сега ризик е секое вадење, а они си имаат нивни релиња на кои што возат и ги користат автомобилите, а на собери вака кај што има тюнинг кај што се покажува и слично, такво возило мислам дека ги носат само одмерак. Пошто реално не морам да ја запали колата од Скопје да ја вози до Прилеп или до кај да е. Така што ја им благодарам на тие луѓе. Да, и јас сум свесен дека автомобилите што не се целосно оригинални, немаат толкова голема вредност колку тие што се оригинални, ама ние сме таков мал пазар што е стварно реткост општо што постојат. И баш во вториот дел на видеото со Мерцедесот со Чичко Злате Бенз, објаснувам тоа ќе излезе денес, ама не знам кога ќе го гледате вие видеото, веќе излезено сигурно. Баш таму збориме дека постоја сервисери во Скопје што ги бараа сите стари коли ги купува само за извоз во странство. И многу ретко некои добри коли да се останат во Македонија. Не е дека ние не сме имале, него пазарот е тој што диктирал тие да се извезат од Македонија. Мене ми е драго кога видам таков автомобил, подобро да биде неоригинален отколку да скапува на некаде на некоја ливада, така што секоја чест за нив. Ајде се вратиме назад. Сега се возиме во Ова е моето daily driver Honda Civic EPA 2, EPA 3, EPA 4, како сакате кажете. Предходно дизел, сега е бензин, има K2, K3,
најверојатно од акорд мотор, 155 поред книга, ама мислам дека има повеќе од 155 коња. Така ја земав. Пали, вози, секој ден ја возам, 2 пара бандажи. Се нешто ќе и правам, све нешто ќе правам, фейк муген спојлер има позади, и земав еден пар бандажи, летни бандажи да има плюс, а не за да не бидат на стандард. Сакав нешто да ја средувам, никако да дојде на ред, со Нисанот кога го купив шо попрво. Нисанот го купуваш пред ова? Не, ова ја купувам, па ја возам година дена, па Нисанот го купувам. Колку време имаш Honda? 2,5, нема плин, Нема чисто плин. бензин, да. И го има најакиот волан. Го има на јакиот волан, трокрак, со Да. неубавата кожа. Ова е, мислам дека истата што го има во S2 јадарката. Или е многу сличен Малце до тоа? поразличен, мислам малце дека. поразличен? Малце поразличен. Највише ради воланов, кога го фати воланов, викам ова ја купувам. Самото тоа ше K2S-ка, 2.0 е, има снага, има launch control самата кола. Многу е брза, си го има стандард ауспухот, таман си она, го има Да. тонот, не е прегласна, режен. не е претивка. Ајде да збориме нешто за Nissan. Интересна приказна позади Нисанот. Јас работев во една фирма тука одма позади Верото в Талиџе. И Нисанот беше тука паркиран година дена, не сам мрдна од местото. 2 пати го видов како го поместуваат и дечкот еднаш имав контакт со дечкот, ама јас сум малце таков од посрамежливиот. Да. Да отидам да му придам на човек да му речам, ти да ја продаш кола. И не му придов, го прашав само дека имаше еден блокирано, имаше влезано улицата, ние 4 коли, он само еден од таму и не кеше да се врати. Ко шо е со овој, нека да се врати, ми вика, окей, кој отидов, викам шо е работава, знаеш, ништо бе си влагам дома, пијан камен. Пијан камен беше, вако очи ја гледам црвени, жар. И викам, брат, ти се врати си. Овој нема се тргне. И се враќавме 5 коли назад, само онда си се паркирал тука. И влезе тука Верото в Талиџе, тоа не беше интеракцијата. И додека еден ден не идам на работа, како секад си го гледам Нисанот ми е коло детството што секад Да. сум ја сакал. Со Маки, поздрав до Маки, пред месец дена седнавме тука на тротоарот на соберот на ЕПЦ, правевме муабет за Нисанов, како он го купил, како е чувството ово она. Ја викам брате, одвај чекам ја да имам мој, оп, случајно ливче на Нисанот залепено се продава. Еден ден исто си одам на работа и тоа го видов од далеко ливчето, викам 100% ливчево се продава. Одма му се јавив на дечкото, ало, вака, најниска цена која ти ја додам да го земам одма. Таа цена. Брат, доаѓам, викам, него ни проверувам. Земав другарче, викам, ај за секој случај тој со мене. Да. Нема врскане дека ќе го отвараме, нешто ќе му правиме. Не, и не И дечко беше многу фин, сакате на канали, сакате на компјутери, што сакате ставите. И на канал, на компјутер све ја ставивме, топ колата надвор внатре. Имаше проблем со некој чукање. Он беше више кренал раце ради чукањето што му се појавило, зашто он имаше претходно многу пари фрлено у сервиси на него. И кога се појавува чукањево, фактички крева раце од кола и више не ќе да ја прави. Повеќе викам ми стои него што ја возам. Жал. И викам ќе пробам, ете јас ќе ја земам. И еве година дена ја правам и јас. Да. Стои така. Интересно што тој автомобил е на скопски табли стари. 350. 350, не знам зошто. Титов велес. Ја бев порано Renault Stop, ми се викаше каналот. Ека ме види топ. Стварно до Да, толку. Renault Stop ми се викаше Тоа не го канал. знае. Дејако. Сега ми е преминува најпорано Renault TV, ми се викаше канал, викам Top TV, а 350 ТВ. Да, Не можеш да ја забориш. Значи, it was meant to be. Идејата е дека таа е практично дечкото мислам дека бил и прв собственик во Македонија или не? Ама е Не. купена во Македонија. Купен е во Македонија, мислам Да. дека он е втора, ако не се лажам. Ја би требало сум трет, ако нешто Да. нема измеѓу. Стварно добар спек, греачи на седишта, електронски седишта, добра са прозори, да не кажам електроника на све, темпоматик, глупости, многу мека воžња. Ја многу им се чудам на американците како ги кршат коливе, зашто многу е добра ко возило, многу е кожа на сите страни, многу убаво опремена е. И цврста кола, не Многу е цврста, да. играчка да речам. Да, и многу снага им. Fiat Panda внатре да штракаат врати и све тоа. Многу снага има, дури јас ми има извртено, среќа не се извртевме. Ондека кај Мавровка имаше прскано вода и малце ја стиснав мислам не стиснав газ. Онака дадов газ само и избега цела задница. И не спаси пролизгувачите што бе активирани. Да. Ме врати назад у... Да, они ќе ти дозволат само да се уплашиш, да знаеш што се возиш. Да. Значи Nissanот е ongoing проект. Ongoing, ќе видиме што ќе биде со него. После баш денес ќе имаме некои понуди за GT86 бел со 2.0 мотор со исто 600 степен менувач. Ќе видиме по тај муаведот после. Ќе види ако има уште една епизода со Toyota. Ако има со Toyota, да. Или со Nissanот, ќе видиме што Да, ќе не биде знаеме прво. колку е проблем со моторот, некако не ми се остава на судбина да видиме судбинава, иако не ми се дава, ако добивам Toyota ве 2015, мислам дека, а Nissanов е 2008, така да понова кола, подобро. Таков проект кај што треба да го
извадиш мотор и да вадиш, тоа е најубаво да земеш да го направиш све одеднаш, а тоа бара големи ресурси и бара време сервисерот да се нафати, да седне да го заврши тоа, не знам, 2-3 недели. Па и не се знае од деловите како ќе бидат, кај ќе се порачуваат, кога ќе стигнат. Сам нормално, царени, марени, рипаат цените високо. Мислам, не е проблем, мене не ми е ни временски проблемот, мене ми е проблемот највише да се направи колата, да не биде ги платив парите, извини, пупу, не се прави. А викам нешто рифанд. Нема рифанд. А тешко е да се најде мотор друг у Македонија за тоа? Не, особено проблемот е со оваа кола што е HR, high driving, и обичниот DE, зашто има DE, HR. DE и HR не можеш нистата кола да истеш. Мора преправки да се прават на Туси тоа е со повеќе тој што е desirable engine, што е со двете... Да, HR кај мене на кола е тој со двете и усисни фактички, а DE-то е тој со едната усисна. Сакам да кажам, верувам дека и тој мотор да го бараш на пазара да го купиш, можеби и сигурно малку поскап од Поскап е, поише лобрта и врти, мислам дека 30 коња е разликата, не е многу разликата, али мењање да сакам да ставам DE engine што полесно може да се најде. Мислам дека преправки зашто со ChatGPT зборев, не сум сигурен и мислам и на YouTube гледав. Не е едноставно, не е плагин. Ја мислев ако е plug and play ќе сменевме ќе оставив по тој по мејкиот, нема врска што. Само да се вози шасијата, нели? Само да се вози колата, али не било така едноставно. Како и да, ќе видиме уиднина за тоа што се случува. Ама у меѓу време за да... тунел. Ајде. Витек. Витек киктин. И многу јако се слушна менува што направи штрак не знае се фати на камера. Јасно ми е зашто ги сакате Honda. Иначе, кога сме веќе кај оваа Honda, јако гледав да купам првата кола in general што се ја купив сам, гледав и ваква Honda имаше Type R. И дечкото имаше ставено со плин. Мислам дека тогаш се продаваше некаде 7-8 илјади евра или 9, така нешто. Мислам дека беше 10 на оглас, па може ја 8 ја даваше, или 8, така. Црна така збориш таа. Мислам дека беше црна, да. Или беше црна или сива, не се сеќавам, пошто имаше две мислам на оглас, едно оглас беше стар, едниот подобар, не знам како беше. И многу сакав да ја земам, и беше многу надвор од буџет. Значи не можев тоа си го дозволам тогаш, пошто јас сум таков човек што кој ја купив и таа другата кола што ја купив, ја однесов од на мајстор да средам ствари. Не сакав да купам примерно кај 8000 евра буџет, а немав толку, да купам кола од 8500. Сакав да купам нешто дока е 4-5 и да можам да си ставам нешто у колата, да купам гуми и ова. Мислам дека таа кола беше со не со толку многу километри и можеби ќе беше добро да ја земав. Да, добра беше. Сегашна гледна перспектива, затоа што сега и малку се дигнати на вредност, пошто се малку и поретки Type R. Ова е на вредност крената, не па таа. Да. Ете, не можеш да знаеш што животот што ќе донесе. Да, малце луѓе скептици се малци, има луѓе што има публика, сакаат многу, има публика што скоро не слуша. Да, генерално ова возило се вози многу често во Англија за трки. Значи повеќе оваа се прави во рейсинг кар него ли поновиот модел, пошто поновиот модел дури мислам дека и кој има помалце. Воише гломазна, ова е баш така. Да, овие што се ентузијасти. Ова на 3 тркала се крева у кревину. Да, продуцент ми Бранко има вакво во Англија, имаше, не знам сега дали уште има или има друга земено, ќе видиме здраве и тоа е за видео снимање. Мислам стварно колата е лудница, баш како ќе извадиш све од нејзе, ова станува еден тон. Како и да е, мислам стварно многу добра ауто и убаво се седи внатре и доста е прегледна, нашо не стари автомобили што убаво се гледа во нејзе и просторна е. Иако е хеджбек има доста простор и гепек има. Да, ја тоа ми е конј, само ја товарам. Да. Со вреки цемент. Особено па дека е хеджбек. Да, све собира. Ја компакт од прва кола ми беше. Имам носено машини за пенење у село. Собира, све собира. И тоа на спуштена суспензија. И има нешто што ти го правиш, што Safe City колку и да е добро направено, тебе не ти може ништо. Кажи ми како го вадиш она што не можеш да го извадиш на улица? Симулаторов најдов едно видео како инспирација на YouTube. Имаше некој туторијал како го правеше тоа, ама јас ништо не гледав. Туторијалот едноставно земав шалтабла и од самата шалтабла како бейс градев околу нејзе фактички. Ама ти си цел живот си геймер, ја го што гледам, пошто стално имаш добри лаптопи. Да. Цел живот сум потрошив 7 години на Dota и 10.000 сати, што не се враќаат назад. За жал. Да. Што играв тоа? Elden Ring малце чепкав и сега сум sim racing или sim drifting поише. Што сакам еден ден тоа да се пренесе и во real life. Тоа ми е некоја замисла. Сега за сега е во домашни услови.
Да, ама имаш мислам дека озбилен риг моментално. Моментално е ригот, Trustmaster не е base модел, малце подобар од base. Втора класа, Logitech ти е како некој и добро има и повеќе како ние котецки волани. Logitech ти е како влез. Да. Еден од плановите од во иднина што не успеавме преска да го дискутираме. Целта на сето ова, здравје Боже ако некад успе, да земам некое земјиште што е негде надвор Катланово или негде некој 1000 квадрата и да се асфалтира ваква ко мини стаза, ја можеме малце тука. Ова ми се свиѓа стаза, ова највише имам возено. Ваква мини стаза да се направи, еден мини како паркинг исто ваков кај што можеш. И ова ми е планот, вакво некое земјиште, интересна мала стазичка за возење и неколку симрига вака, неколку наставници, неколку коли за кршење што ќе бидат вака надвор за учење ученици. Дај Боже да се стигне до такво нешто. Тоа ми е некоја цел што сакам да успеам во животот, нешто како Адам Елзи што направи. Ако го познаваат луѓе Адам Елзи. Адам Елзи е байкер што почна да дрифта вако за ебанција и купи компаунд у Флорида. Фактички компаундов е више негов цел. Има како мали кукички скроз цела, фактички улици се за да се спојат кукички. И он цело го направи стаза. И сака нас, не знам дали имате го в компаунд да купиш. Некоја напуштена фабрика, нешто се купи може како некој ѓавови блоги виде. Кај него се ниски градби, усред Флорида, палми на сите страни. И да возиш низ тоа. Се надам дека ќе успееш да го. А ја ќе бидам првиот што ќе дојде да го учиш за дрифтање. Ама прво на сим мислам. Да, на сим. Да не отидат фира колите. Коли, мислам дека на кола ќе биде полесно, зашто го осеќаш веј трансферот од самите G-Force и самото тело те тера натаму дали да дадеш газ, дали. Ти гледам ти се кочат рацете. Да, добро сега. Добро ти кажувам што приметувам. Скоро можеш коуч да ми бидеш. Па и тоа ми е целта, рачна. А, мора рачна. Чекај, има рикверс вака или? И у рикверс можеш да дрифташ со кола. Скроз не е едноставно. Веројатно има многу моќна кола што бара да бидеш со многу добра. Па не мора полна газ, не истискај цела газ. Да, малце нека тапкаја, пробај со тапкање. Со втора малце газ и тапкаја. Клачкик. Кога го пушташ воланот, го пушташ и му дозволуваш кај сака он да иде, не треба да му дозволуваш кај сака. Треба да го закочиш кај ти што сакаш. И он ќе се бори со тебе да иде натака. Ова, одма бега. Рачна. Тука е крајот. Не е така рачна, пајкански исто ко на точак. Треба да држам? Да. Да задржиш ко на точак за да ја искривиш. Колку? А само се тука зевано да испечеш. Втора. Многу се залетав. Предобро, чекај, сега ќе направам. А тука не гледам дали правам круг. Како и да е, секоја чест, пошто ова не е толку едноставно. Мислам дека кола е малце дури полесно. Како што изгледа. Зашто ја осеќаш колата. Да, го осеќаш и газ, мислам, нели, со коли ја возиш и со газот. Добра, ама оваа кола колку коњи има? Сигурно премногу. Ова гориво има, се троши горивото. Што збориш? Да. Стварно? Него горе лево ти го пишува дека е при крај. Видовме дека не сум добар возач, не сум многу добар дрифтер без вежбање, ама како и да е, стварно е голем јак фил, мислам, стварно да се помачиш, не е. Не, ова треба месеци пробување, зборам со сати седење. О. Може ни самата. Не, дај ми М5-ка. Мислев дека ме мрдна кола. Нема сила. Нема сила, да, леле. Со онаа беше прелесно, со оваа е претешко. Се надевам дека на оваа не го расипавме спойлерот. Само не се држи за воланот. Да, тоа преска приметив дека не треба тоа да го правам. Fire Missile имаш овде. Да. Купам глупости. Прејако. Океј, за трки не е толку добар за дрифтинг, зашто има geared engine, фактички geared е како пластичен мотор, а на Trustmasterов новиот што го земав е со каиш фактички. Да, значи за да разберат оние што не знаат, во сим рейсингот има секој дел кој се купува нели посебно, во однос на тоа како е составен дел, толку и стари цената повисока. Овие што се го Trustmasterот твој, внатре имаат електричен мотор кој што практично прави мимика на отпорот на воланот што го имаш ти во кола, ама директно е врзан со воланот што го држиш во рака преку каиш. А другиве се со запчаници. Запчаници пластични, со запчаниците и знаат да лизгаат еден од друг.
и ти кога пробуваш да го фрлиш едноставно од фактички дрифтање, знае треба да го фрлиш од една од друга страна, ги прерипува или не го врти доволно и тука ти го губиш движењето. И самото тоа пукање мислиш ке се тој не се крши, али така си има како сейф механизам да ако нешто му е нагло сила да пушти, да не можеш да се опуштиш да го извозиш до крај она што сакаш да го направиш. Сум го терал, можеш и до крај, он не се крши, он има сефти механизам, можеш до крај да годиш, ама самото пукање, само недовртување до крајот едноставно е играчка. Не е баш поише, ако сакаш да се научиш по-професионално, не е за по-професионално. Фидбекот е многу различен, како да возиш кола со серво и кола без сега, не може би не е толку голема разликата, ама пак ако сакаш озбилно да се занимаваш со тоа, има разлика. Имаш ти многу добри видеа кај што објаснуваш како може да се почне, како може да се напред да изгледа како тоа што ти го имаш дома, што на вистина прави по некој immersive experience. Гледав некој видеа вчера твои каде што правиш евалуација на други ригови. Тоа беше доста интересно да видиш што луѓето имаат по дома. Да. И мислам дека имаш стварно многу искуство од такви работи, многу ми се свиѓа што го правиш тоа, затоа што ние сме во некоја генерација кај што нашите родители се мислеа дека игрите не се толку битни, а многу луѓе направија кариери од игри и има многу луѓе што се префрлени од сим да се тркаат она што и на тебе ти е крајна цел. Јас имам возено сим кај еден другар, стварно машки да се испотиш. Има многу добар фидбек и мислам сега не е кога да возиш кола, ама е не дека 70% до таму може да се стигне. Кој сака нека го седнам, ќе го ставам. Дрифтинг, кога дрифташ не е толку мачно, зашо повеќе ти се лабави рацете, поише фрлање на волан, поише стайлинг, не е толку. Ама седни рели да возиш на симриг, се потиш. Ваков дека бицепси, трицепси све боли. Држењето воланот, па точно да ја погодиш колата, да се фокусираш, треба многу е. Макс Верстапен ја го слушам, читано на пример, поише симригер отколку F1. Да. Прво е симригер, па после Верстапен, да. Може да се направи тоа кариера, нема врска каде си, тоа ти исто кога да работиш фриленс од некаде. Друго е времето, како постара публика го гледа ова видео, нема ништо свати. Не, верувам дека и они веќе разбираат. Мислам, знаеш, стануваат и работите подостапни. Пред 7-8 години беше многу потешко да купиш риг, мислам дека. Риг како риг, не. Пред се мидл Logitech имаше оние со црвените копчиња како. Не ги рачунам за озбилно. Ама имаше нели ваму, имаше во сите мол, нели идевме, возевме таму. Имаше, не дека немаше, ама не е тоа. Не беше толку достапно. Фидбекот не беше тој, беше по играчка, не беше. Мислам дека сега се малку работите и подостапно. 2018 мислам дека почнаа поактуелно да прават и фирмиве поактуелно, зашто Trustmaster мислам не ни постоеше. Logitech постоеше, Logitech има стари волани, што ги имаше кај EJT, се окей волани. Контентот што го правеше доста интересен. Допред некое време, мислам нели без AI те правеше full контент. То мораш ти да го снимиш, ти да го едитираш, ама сега правиш и контент со AI. Интересира колку е голема видливоста на таа област, нели има тука и Twitch, не знам дали стримаш нешто таму, имаш и TikTok, таму имаш големи views и ми интересира колку AI помогна за да отидеш на next level или не помага. AI помага да ги добиеш погрешните views, така ги кажам. Не е база на ништо, не викам дека не може, има многу луѓе што направија многу пари со AI контент, ама зборам long form контент, не е short form, зашто ја поише short form некој AI. Поише некад кој нема инспирација, поише тогаш ставаме AI, кој нема инспирација. Фората со YouTube треба да си константен. Ја од кога почнав со YouTube почнав пред многу години. Почнав али кога почнав да го размислам како да го концепт да го напуштиш на 9 to 5, да само YouTube да работиш, ништо друго да не идеш на работа, фактички да работиш сам за себе. Од кога го размислам тој концепт, мораш малце другше да го размислиш YouTube и да си all in, да не си 50% in, да не си 70% in, да си 100%. Сега, не можеш секој ден да имаш инспирација. Сега кога имаш такви денови, користиш AI, ChatGPT, ќе му пишеш инспирација да ти даде, ќе поскролаш на фид, може нешто таму ќе ти даде инспирација. Фреквенцијата на вадење видеа е најбитна во принцип на социјални мрежи. Тоа е најтешко да се направи кога не ти е full time job. Сега кога сменив тој мајндсет од кога сменив, ја почнав да постирам шорт, од кога го направив тој мајндсет, фактички почнав да постирам по 7-8 шорта на ден. Ама зборам ова сум 100% in. 100% што значи? Не значи дека од сабајле до вечер сум на YouTube, туку 2 сата ми е скролање, барање идеи. 2 сата ми е едитирање, 2 сата ми е AI чепкање,
2 сата ми е учење нешто ново што го немам научено, зашто порано ја така размислав, што знам се до се, што ќе ми поиш. Едно време така размислав, што ќе ми поиш да учам, доволно знам, доволно видов у животот, стај крвче на животот, доста ти е. Тоа е период, мислам, сите сме го имале тој момент. Не можеш, мислам, животот е константно учење, така што добро е што ако сакаш тоа да го правиш, ја па многу помага. Порано не беше случај, немаше кај, мислам, пример да ти дае добро е да ти дае talking points, зашто некој си што не си вербали многу вербалиста, многу не збориш, пример јас не сум многу вербален човек, ако не ме прашаш прашање, а во со YouTube кога снимаш сам немаш кој да ти праша прашање, да сам себе се прашаш. Кога си таков укочен и кога не знаеш нешто да го извадиш низ уста, тогаш YouTube многу помага прим. ChatGPT многу ти помага, ти дава talking points, ти дава за што да збори. Не е дека ти го немаш тоа во тебе, него ти прави насока за да биде разговорно, да може луѓе да седнат и да го изгледаат и да имаат цел. Кога направив за Nissanов, пример 8 нешто што не ги знаеш за Nissan, што не ги знаев ни ја. Пишав на ChatGPT ми зашто сакав такво видео да направам околу Nissanов, 8 нешта што не ги знаеш. Пишав на ChatGPT ми кажа кои се 8 нешта, кои многу луѓе не ги знаат, направи видео околу тоа, постирав. Немаше многу прегледи, фала Богу. Тешко ми да ти ја прегледи. Многу е тешко да успееш на long form да задржиш внимание. Публиката на TikTok е за наша македонска публика, се помладите генерации се таму и фокус спенот им е пократок. Нешто ако не ги заигра во првите 5-6 секунди, после тешко останува да догледа. Тоа е проблемот со YouTube, тоа треба да го научиш да го задржиш вниманието на луѓето. После ако сакаш саат време нека ти биде видеото, ако си ги задржил да не кликнат, да ти искочат, тоа е најбитното. Ја те бодрам и ми е драго што има такви како тебе во Македонија што вадат контент, има и дечки што имаат стварно многу поуспешни приказни од нашиве, секоја чест и драго ми е што се бавиш со сим рейсингот, пошто мислам дека за помладата генерација им даваш кураж на дечкиве што стварно не знаат што да прават, а сакаат да се бават со компјутери, сакаат да се бават со социјални мрежи, сакаат да играат игри, им даваш кураж да може да направат нешто свое. И побезбедно е тоа. И побезбедно е, сим рейсинг дома, да не украдат татко му колата и да пробаат нешто да направат на улица. Боле научи, са не викам научи на сим рейсинг оди на улица. Не, тоа не сме поборници за тоа, ама пак е добра шанса да се запознаеш со возење, со се. Многу е реалистично, мислам, тие што немаат пробано, може нема да им биде јасно, но стварно многу реалистично возењето на сим. Нема разлика. Ако навлезеш, не знам, да купиш онакви мета што ти ги знам, ние се тенда имерсив, VR, да, со VR, може и уште поблиску е онака да нема некоја голема разлика. Дури гледам дека има симови, мислам, ненормални симови у светов, што се на хидраулика и GT ти имитира на кола и се, и ако се удриш ќе да растресе малку за да не направиш глупости и така натаму. Али отом потом може ќе стигнеме и до тоа некош. Па и волание беше се не се баш играчка, може да трака да скачат. Да, може да ако не си те шлапне. предпазлив, ако ја брцнеш траката кај што не треба, и ако он сврти на играта или пример те чукна на играта, може да ти го сврти воланот, раце крчи тоа. А дали има некоја екипа во Македонија што ја познаваш, што се знаете, вака што се с тим возачи? Немам запознаено никој од Македонија. Немало, не знам, не ми текнало. Мислам дека едино некој што далека иđе, пример во фирма ваш имаше за сим рейсинг, таму си оде и се трка со југовци, некој таков вид на специфично за дрифт и за ова немало во Македонија. Колку устари сабскрајбери имаш на YouTube и колку е тешко да стигнеш до тие? Гледам дека имаш и сребрена плакета. Сребрената плакета сам си ја направив. Кул, тоа е за да те потсетува дома да имаш. Пишува 1000 сабскрајбери на нет. Кога направив 1000 сабскрајбери, работев во една фирма што имавме таква CNC. И го направивме дизајнот со колеги и го напуштивме на Forex, го залепивме. Интересно, тоа е банција на работа. Колку имаш сабскрајбери? Моментално мислам 16, дека 17 На TikTok колку? 40.000 followers. Колку време си активен на TikTok? Поима немам да ти кажам, не знам кога го направив акаунтот. На заебанција го направив, постирав нешто од брод и од после кога се вратив почнав Симригов да го чепкам и почнав да постирам видео од Симригов фактички на TikTok. И највајрал ми отидо на TikTok е тие со сликите, оние што се свајп. Тие некако алгоритмот највише ми ги препорача. Друго нешто што е видео, имам исто и вајрал што ми имаат по милиони прегледи некои, ама не е толку поише ова ги бута слики што се свајп. Поготоа ако имаш стано поише слики. Не знам за тоа, мислам дека видеата се по цело време се менја алгоритмот. Порано сликите многу ги буташе. Сега малце TikTok го запоставив, поише сум фокусиран на YouTube-от. Ама и TikTok-от е многу динамичен, има некој те тера да го играш практично, да ти дава на крај беџови ова нешто. Ама и TikTok нема монетизација кај нас во Македонија. Едино ако добиеш некој спонзор дил нешто, едино така да направиш пари преку него. А YouTube има монетизација во Македонија? Да, моментално ми се монетизираше на каналот 18
15 декември сега. Мислам дека збори за тоа еднаш кога ти бил монетизиран, па демонетизиран. Да, ланче беше монетизиран, па ми падна мотивацијата, престанав да постирам, не постирав едно 3 месеци. И отпосле реков ај ќе пуштам едно видео, не го едитирав малце, беше малце copy-paste, многу минимален едит и YouTube одма ми го флагираше акаунтот зашто немаше постирано 3 месеци, постирам некој видео што не е ни мое, со многу мал едит и ми бараше апил да направам дека направиле они грешка. Па немаше ни многу прегледи. Ми направи едно видео милион прегледи, некој $25 ми направи милион прегледи. И што тоа е многу низок CPM. Ама сега CPM-от и тоа баш као United States viewers, не Индија или Да, кај што има поскапи реклами. Кај што има поскапи реклами, $25 обично на таа прегледност требаше поише пари да земам. Па ми отиде вајрал, друго ништо не одеше вајрал. И малце ми падна мотивацијата и сега имаш една свеќа, едно јако изнесување на акаунтов и одеднаш паѓа, кога нема више прегледи. И мотивацијата паѓа, ми го бодемонетизира, ми падна скрос мотивацијата и немав постирано година ден. И не знам што ми текна, почнав во мај, постирав така малце по 3 шорта наднеделно, јули ништо и постирав едно видео во август, милион прегледи утре дента. Како видео? Како го палам симулаторот, клучу симулаторот и да ме вергала не пали. И го направив ко луп, и дека беше луп, 6 секунди видео, прегледноста му беше 300%. Луѓето 3 пати им требало да дозна дека е луп. И са на милион прегледи, луп, и видеото крена 3, 4, 5, 6, 9 милиона прегледи. И после тоа продолжив со постирање и сад од почеток е монетизацијата, ти се решира и треба да направиш 10 милиони прегледи за да ти стане channel eligible for monetization од почеток. Некојаш може тоа да биде со еден рил, некојаш може да биде. Да, и сега кога ама со проблем што се eligible, и кога пример кога се на тие 9 милиона прегледи што ги направив, eligible само 3 и ми треба уште 3 такви 4 видеа viral. Ја моментално од август до ден денес имам 60 милиони прегледи. Неколку пати истото видео го препостирав со малце различен едит. Да, ако работи видеото не е страшно да го постираш пак. Нешто што е добро, треба поише луѓе да го видат. И сега да ми кажеш дека 60 милиони моментално имаш views. 60 милиони од август до сега. Ти викам го препостирав неколку пати, истото неколку пати го преснимав, истата сцена. Да. И моментално сум 1 милион прегледи секој ден имам на YouTube Shorts. Моментално немам некое ново видео long form. Сакам со некој да се спојам видеографер што малце подладок едити ќе прави. Мене сакам ако е пример 5, 6, 7, 8 минути видеото, сакам да има секоја секунда некој мини едит. Некој zoom in, zoom out, не знам, некој динамично да биде. Сега ја можам и тоа сам да го правам, само што тоа ќе биде главоболка до без. Долго време одзема тоа. Ти си има случајно некој да ти украде некој видео? Да, неколку пати. Имам едно видео компилација како што снимам фактички како го правам симригот, ко мини компилација од почеток до крај, 1 минута трае видео. Ми имаше тип од Америка, ми го имаше само copy-paste, ништо немаше ништо. 8 или 9 милиони имаше видеото направено. Апелирав кон YouTube фактички ad revenue-то што го прави тоа видео да ми биде трансфериран мене. Едноставно YouTube само го избриша видеото од кај него на канал, што на крај ми е криво. Што го избриша боја дека стоиш. Да, најлесно наместо да вадам пари. Да ми префрлаат, да, не песна некоја па да ми префрлаат права. Има една исто Honda картел се вика зашто мојата Honda какпет на базирана од Honda, ми има исто копи паста, си ми има невно лого стајано на средина на моето видео. И тоа видео исто имаше некој милион прегледи. Тоа пред брзо е стајано, нема месец. Му пиша по коментарот at least. Так нема ништо. Нула. Нека стои. Види, за трудот не е седно кога видиш некој што ти го зема трудот, ама па што ќе направиш? Ќе направиш апелација до best case scenario. Најдобро нешто да го избришат. И што си постигнал ништо. Така стои. Јонака не преон паријата. Facebook многу тешко плаќа. Што ти се во иднина планови, рече ќе правиш повеќе хоризонтален, претпоставам, контент подолг? Моментално сум уште гуглам, срчам како да отидеш вајрал на долг контент, тоа зашто фактички тоа е целта. Зашто се еден шорт мен ако ми прави пример $10 там или $20 на милион прегледи. Long form контент кај што пример имаш 3 реклами на long form, 3 реклами плаќаат пример по одредена сума. Фактички поголем CPM имаш на подолго видео. Сега ако милион прегледи на шорт ми е $20, на long form ќе биде од $5,000 па нагоре.
И зависи кај ти е публиката, зашто јас снимам на англиски зборам. Поголеми се шансите да ја имитува во америчка публика. И сите што ми се long form, највише ми е америчка публика. На аналитиксот, TikTok може да видам од кај ми е публиката. Ја на пример на почеток се мислев Road Machines дали да биде на македонски или на англиски. Многу луѓе ми викаат, ме советува, прај го на англиски, имаш поише рич. Ми е криво што ние немаме македонски контент, затоа го правам ова што го правам. Можеби некоја што иднина би правил и паралелно и англиски контент, што не е тоа спорно, ама можеш да видиш каков е успехот ако ти зошто да трошиш енергија ако нешто не успева на македонска публика, зошто да трошиш енергијата за патриотски или не, пак треба да донесеме пари дома, не ова што се дешава со инфлацијава. Да, те тера да размислуваш outside the box. Да, ова се е трошок, нели, нормално. Ја моментално плюс идам на работа, плюс дома сум хаусмајстор, плюс снимам за YouTube, плюс едитирам видеа, плюс некад кај жена ми во фирма ако треба нешто да се работи, одам и помагам и работам и таму. Сите правиме се што треба за да можеме да донесеме дома малку повеќе лепче. Сака има некој негативен коментар, некој дома што јаде пуканки. Ако, нема. What a fucking loser. Да, добро. Абе дојди прај го ова. Прај го, као многу едноставно. Луѓето не разбираат дека многу едноставно да видиш одреден продукт, дали е тоа видео или некое возило или било што, и во тој момент кога се е завршено речеш ова не е добро. Даден аспект временски како тајмлајн да го гледаш колку време требало нешто да се направи, дека ние сме се организирале, дека сме земале слободни денови од работа за денеска за да се видиме и така натаму за да можеме во сонце да снимаме, пошто мора преку ден да снимаме, не можеме навечер да снимаме, немаме опрема за навечер снимање, тешко се снимаат возила навечер надвор, уште потешко да имаш добар звук и така натаму и така натаму. Многу лесно да речеш ова не ми се свиѓа глупа видео или не знам, хукот не ми се свиѓа или што и да е. Ама ние не го правиме тоа за тие луѓе кои што не вреднуваат труд. Ние ова го правиме прво за себе, барем ја така го правам. Сакам да остане нешто да може да се види понатаму генерациите после мене, да видат што правил дедо им, отколку да стане за мене во моментов не е ни толку важно да стане нешто вирално. Повеќе е да се видат приказните позади луѓето кои што стварно се трудат и работат и гледаат напред во иднината. Заради тоа што YouTube ги ја замени телевизијата. Тие што не се свесни дека тоа е така, не знам каде живеат, не ми е јасно. Значи јас дома не плаќам телевизија, дома имам телевизор, а не го користам за телевизија, значи немам дома антени, ништо такви работи. Малци ше неколку години више никој ќе нема. Да, луѓето ја прочитаат телевизијата дека се користи за политика. Мене политика не викам дека не ме интересира, нормално сакам да живеам во подобра држава, ама јас можам и политиката во денешно време и да ја следам и преку YouTube, а можам и да одлучам и да не ја следам преку YouTube, затоа што мене никој не ме бомбардира со реклами. Гледам сега дека често се случува да ми излезат и македонски реклами на YouTube, што тоа не беше случај последниве 2-3 години. И YouTube по принцип почна повеќе да става реклами на луѓето што гледаат во Македонија отколку пред 2 години. Порано имаше случај кај што може да гледаш 3 видеа и една реклама ти се пуштат и таа реклама да нема врска со Македонија. А денеска знаат огромни брендови да се рекламираат. Така што драго ми е за тоа. Мислам веројатно и многу помогна инфлуенсерите кои што почнаа да се бават уште пред 5, 6, 7 години, уште пред ковид да речам, со снимање секаков контент на Инстаграм и така натаму. И мислам дека они практично малку ја насочија публиката да гледа и алтернативни медиуми. На YouTube сега има страшни подкасти каде што можеш на македонски да учиш нешто што се збори во странство, да слушнеш нешто ново. Мислам има, нели, байкерот и кросфитерот, поздрав до нив, мислам едниот од нив ми е колега, ми беше колега порано, Томас Перформанс. Од глумците што прават Стефан што има виц битка што е нешто на македонски не направено до сега и така натаму да ги видиш сите актери како се дружат и како се забавуваат. Нешто што порано мораше да отидеш на некаков евент као во Мара за да го видиш. Сега можеш дома да го гледаш кога сакаш. Значи не мора да го гледаш точно 6 сата владне. Тоа е најголемиот бенефит. И плюс ја на пример често следам се што на YouTube го гледам пута 2 за да можам што поише контент да изгледам. Си има свој бенефит. И оние кои што сметаат дека треба да се префрлат на YouTube, треба да почнат да прават нешто, нели? TikTok е сега многу повирално и сето тоа, но мислам дека YouTube секогаш ќе има свое место, особено пред телевизиските екрани дома. YouTube секад ќе биде поише сериозно него TikTok. TikTok е поише играње глупости такви работи. Си има нели, не сам секој со своето, ама YouTube е генерално место така што бараш нешто кога ти треба помош и да видиш нешто како функционира и така натаму. И забава и. Така што драго ми е што си го почнала порано, криво ми е што не те знам со време. Можеби и криво затоа што не те знам што сигурно ќе сум те следел одамна, ама и криво зашто ја ќе сум добил кураж да почнам порано. Јас во едно стори пред Нова година имав прилика да го снимам Миша овој што вози устари на Нурбургринг, ја го следам од не знам од кога 14 години гледам YouTube, од кога има стајано видео го гледам човекот и неколку фаци околу него ме бодреа моите пријатели да отидам во Грција
мотивација да го снимам. Отидовме, го снимивме, многу убаво си поминавме, многу добар разговор направивме со човекот, е многу фин лик и онака е прав онака јутубер. Да. Значи точно знаеше дека како се да направиме, ми даде и малку помош за одредени работи што ги зборевме. Сакам да кажам дека мене ми требаше да видам некој јутубер во живо за да почнам да снимам. Имаше една дешавка, можеби сега веќе луѓето што ме следат на Инстаграм веќе ми е јасно ова што го зборам сега. M539, не знам дали го следиш, Сретен, еден србин кој што има YouTube канал за реставрирање на BMW-ња. И дечкото е србин, ама он на почеток не кажуваше дека е србин, туку се представуваше како Майк, затоа што Сретен никој не можел да му го изговори, работел во Америка и така надаму се време како Майк. И во едно видео дечкото устори кажува дека се вика Сретен и дека од Србија, ама може да го викаме Майк. И сите му пишуваат коментари, дај ќе те викаме сите Сретен, зашто те викаме Майк. И он имаше постирано дека е на свадба во Скопје, жена му е македонка, они живеат во Германија. И јас се препознав локацијата и отидов таму со жена ми, дома имавме 45 минути тегнење дали да отидам каде да се запознам со човекот. Имавме различни идеи од тоа да се облечам како дело да влезам на свадбата, да го барам внатре, до тоа да излезе некој надвор да го прашуваме. Излезе еден дечко, го прашавме, го донеса и беше многу интересна дешавка. Чекај на свадба. Да, тоа беше на свадба и јас запознав еден лик надвор и му викам, дали викам го знаете, викам дечко, и му покажувам на слика, викам, пријател ми, викам, сакам да го изненадам, да може ли да го викнете надвор да излезе. Типов влага, ги носи невестата, младожењата, таткото на младожењата и жена му на Сретен. И позади нив иде Сретен. И они доаѓаат и ми кажат, еј, здраво, демек, здраво. И ја викам, извинете, луѓе, викам, ама јас сум многу голем фан на Сретен. И Сретен изгледа позади човекот се сцрвени. Тука се запознаме, видовме стари, сватија сите колку е сад. Се запознаме, си направивме муабет и тоа ми беше најголемиот кураж да почнам нешто свое. Така што полесно ќе те најдев тебе во Лисиче, отколку Сретен во Скопје. Драго ми е многу што направивме муабет. Се надам дека ќе имаме прилика пак да правиме муабет во иднина. Ми беше мило што успеавме да ни покажеш и колите и да ни го покажеш симот. А идеме сега таму. Да, сега идеме таму, тоа ќе го вметнеме малце порано во видеото. Драго ми е што постојат ликови како тебе и мислам дека треба повеќе ние сите да се дружиме. Можеме да направиме некоја, да речам, социјална група каде што ќе можеме да им дадеме шанса на други дечки да се покажат што можат да направат. Пошто јас сметам дека на пример овие работи како твоето што го имаш, твојот канал, мојот канал, социјалните мрежи се некоја платформа кај што можат луѓето и да се дружат и да се истакнуваат и да ствараме заедно идеи и така натаму. За контент секогаш треба помош. Мене не ми се десило некој лик со кој што сум соработувал да ми побара пари за видео или не знам такво нешто. Многу ми беше интересно што на пример со одредени луѓе кои што контактирав и ти имаат бенефит да снимаат со нас и ние имаме бенефит да снимаме со нив, да. И е убаво тоа што се гради, ми се свиѓа таа култура и би сакал да можам ја некако да помогнем тоа кој што ми помогне на мене. Фала ти уште еднаш и се надам се гледаме со Toyota или со Nissan на некој следно видео. Што ќе се види. Здравје. Вие дечки останете со нас, направете subscribe и на неговиот канал и на мојот и се гледаме во некој наредно видео. Поздрав.